Во рамки на проектот Граѓаните против корупцијата се промовираше апликацијата Реагирај, која што може да се користи и од мобилен телефон, но и од десктоп компјутери, каде што граѓаните ќе можат да реагираат против корупцијата во општеството, која што е застапена во најразлични сфери. Целта е граѓаните преку ова да се охрабрат, да не ги премолчуваат овие процеси и да вршат континуиран притисок врз институциите да започнат борба со овој вид на криминал. Првата работа која што очекуваме е граѓаните да видат дека не се сами во борбата против корупција. Една од пречките која што повеќе истражувања ја потврдиле зошто граѓаните не се вклучуваат е мислат дека се сами. Сите знаат дека има корупција, меѓутоа охрабрувањето да станат дел од решението на проблемот е чувството на осаменост, чувството на отуѓеност и една од целите на караванот е да видат дека имаат своји партнери. Втората работа, она што е карактеристично за караванот денеска, со нас се Државната комисија за спречување на корупција, финансиската полиција и општините, каде што граѓаните ќе можат директно тука да дојдат и да пријават корупција. Постои се уште тој страв кај граѓаните да дискутираат јавно за прашања поврзани со корупција. Токму затоа и денеска продолжуваме тука да ја отвараме таа тема во еден отворен форум да можат тие директно да дискутираат со институциите. Бидејќи борбата против корупцијата не е само на институциите, борбата против корупцијата е се треба да потекнува од граѓаните, што е и целта на целата оваа програма, да подигнеме свеста кај граѓаните, да ги мотивираме, се со една крајна цел да се зголеми притисокот кон институциите да покренуваат случаи за корупција. Антикорупцијскиот караван по Битола продолжи во Прилеп на платото кај градскиот сад, каде граѓаните ги пријавуваат случаите на корупција, за која што сметаат дека ја има во сите нивоа на функционирање на државата. Корупцијата е најпретежно во судството, а и во полицарите. Ако сега ова власт моментално не преземе ништо, се продолжи така и во недоглед ќе оди сега. Само и тие во МВР се корумпирани, затоа ништо не презема. Во нашето општество мислам дека има во секој буквално сегмент, од најниско до највисоко ниво. Има многу начини на кои што може да се спречи корупцијата, сето зависи од волјата на самите власти моментално кои што се најдуваат и претходните и сегашните. Мислам дека нема доволно волја кај властите за да се спречи корупцијата. Караванот за охрабрување и мотивирање на граѓаните да пријавуваат корупција ќе продолжи и во други градови.